Добар ден, криптоентузијасти, денес имаме доста битна техничка анализа, има доста што да се зборува. Веќе во утрешниот ден ќе почнеме со она што го изгласавте, а тоа е нормално алткоин техничка анализа, каде што ќе го обработиме поголемите алткоини, да видиме каде се наоѓаат моментално на криптопазарот. Односно потекнува од вашето гласење, каде што нели прашавме која потенцијално би била најдобра тема која што сака да ја видите за специјалното неделно видео, а според вас тоа е техничка анализа на алткоини, со тоа што мора да биде направено во 2 дена, затоа што има многу коини, верувам дека сите ќе сакате да ги анализирам, што е невозможно, но нормално ќе почнеме по маркет кап и ќе почнеме надолу, нели колку што можеме повеќе да поминеме во 2 нормални видеа, од околу 1 час како и секогаш, така да се надевам дека ќе бидете задоволни со ова. Сега, тоа е во однос на она што нормално треба да очекувате во текот на утрешниот ден во специјалното неделно видео. Да, прво да им посакаме на конјеницата. Значи ВМРО живее во нас, уште еднаш ќе напоменам, не може да бидете македонец, а не бидете ВМРО. Не зборувам за ДПШН, зборувам за ВМРО, за вистинската организација која што ден денеска е срцето на македонштината. Така да нека име со среќа и лесен пат на конјеницата од цела Македонија и се гледаме на Крушево момци, нека ни е вечен Илинден. Да, исто така направивме евент, значи официјално има настан, дополнително може малку ќе поработиме на нов постер, нешто во кое што сум преговори со одреден специјалист. Како и да е, значи моментално гледате, постои настанот официјално како што кажавме на 31 август од 8:30 утринските часови. Новото киново Прилеп, како што им беше кажано од Филип, позади библиотеката Марко Цепенков. Така да имате го тоа предвид и нормално денеска почнуваме со видеото кое што го гласавте уште претходната недела, а тоа е ќе разговараме за техничка анализа. Прво сакам да поминам преку традиционалните пазари затоа што има што да се каже, посебно имаме многу интересен пример каде што ќе можеме да покажеме како изгледа моментално разликата која што ја гледаме во биткоин и алткоините на традиционалните пазари каде што ќе ги споредиме Nasdaq, S&P 500 и Russell 2000. Значи многу интересна и слична конотација како биткоин со алткоините. Сега можеме да видиме дека првенствено значи VIX индикаторот, односно Fear and Greed индексот е неутрален. Една работа која што мораме да забележиме е дека моментално истиот е неутрален, а ако го споредиме со вредноста на S&P 500 и Nasdaq, истиот е на крајно високи вредности. Нема да правиме директно веднаш анализа на S&P 500 и Nasdaq, тоа ќе го ставиме за крај. За почеток ќе се задржиме на доларот. Уште еднаш ќе напоменам, ова што ние го гледаме, целиот овој триаголник на отпор на доларот да пробие надолу, буквално потекнува од моменталната политика на Федералната резерва, како и од геополитичките, да речам, потреси, посебно оние кои што се поврзани со Блискиот Исток. Многу пати сме зборувале, имавме слична ситуација пред само неколку денови, сега сакам ова да ви го покажам уште еднаш затоа што многу од луѓето како да ги пропуштаат овие работи. Затоа и постојано зборуваме дека геополитика е крајно битна. Односно, оние претходни 2 видеа кои што ги добивте вчера, каде што разговаравме за ескалацијата против Кина и ескалацијата против Иран, се крајно битни во однос на цените на горивата. Уште еднаш да покажеме зошто е тоа така со наједноставен пример. Во моментот кога Time of Israel, така, значи по прозападен не може да биде. Се најавуваше дека Иран се спрема за напад врз Израел. Тоа е 11 април. Што се случи со цената на доларот? Погледнеме на 11 април, со тоа што јас сега ќе го променам на дневно ниво пред да направиме техничка анализа, да видиме што точно се случувало со цената на доларот на 11 април. Ќе се вратиме назад, да видиме каде е го 11 април. Погледнете. Во моментот кога се најавува потенцијален напад на Иран, на Израел или обратно на Иран, погледнете што се случува. Имавме 4 дена од масивен скок на цената на доларот. Знаете и сами зошто е ова толку битно, затоа што цената на доларот е обратно корелирана со цените на сите ризични добра, вклучувајќи го и биткоин. Односно, погледнете, во моментот кога имавме масивен скок на цената на доларот, имаме и пад на цената на биткоин. Нешто што е сосема нормално, затоа што цената на биткоини понатаму главно во светот се смета во противредност на долари. Што случуваше со цените на нафтата? 11 април да го најдеме моментално, за да видиме што случувало и таму. Значи 11 април. Сега да видиме. Значи, иако имало пад, истиот пад бил одложен и цената на горивата останала висока
во целиот овој период кога се случуваше и предупредувањето и нападот врз Израел. Ова потекнува уште од моментот кога Израел ја нападна иранската амбасада во Сирија. Значи ова е крајно поврзано и ваков тип на големи ескалации, посебно кога станува збор за региони кои што се главни носители и производители на нафта во светот, е крајно битен кога станува збор за цената на нафтата и цената на горивата. Уште еднаш ќе напоменам, секогаш имајте го тоа превид, затоа што и моментално се наоѓаме пред една таква ситуација каде што цената на горивата исто така може да почне да се движи нагоре доколку имаме разгорување на конфликтот помеѓу Израел и Хезболах, а со тоа и конфликтот помеѓу Израел и Иран. Веќе кажавме дека западната страна се спрема за оваа коалиција која што они така ја нарекуваат во стилот на НАТО против Иран и против неговите прокси држави. Моментално гледаме слична ситуација и во значи индексот тоест чартот на нафта. Гледаме дека на дневно ниво самиот МАКДИ се симнал до минус 60, каде што најчесто и добиваме корекции. Гледате и сами, тоа е досега веќе многу пати видено на нашите чартови, каде што гледаме дека сток RSI се наоѓал на апсолутна нула пред само неколку дена, а RSI се наоѓа доста ниско скоро на препродадени минус 30. И гледаме дека цената се наоѓа на долната граница на Болинџер Бенд. Значи дека е спремна за потенцијален нов скок. Потенцијален нов скок ќе значи повторно растење на цената на доларите. Не добивме и понатамошен нов раст после ова што увидовме овдека, затоа што нема промени во политиката на ОПЕК, она што ние постојано го следиме, односно намалувањето на производството на ОПЕК во однос на она што практично го планира со цел да ја држи цената на нафтата висока. Така да за сега нема промени во ова, па затоа и гледаме дека цената моментално на неделно ниво се намалува. Но не заборавајте дека моментално се наоѓа доста ниско, пак ќе кажем и RSI и сток RSI се скоро пред препродадени 30 поени. Како и да е, уште еднаш ќе напоменам, скок на нафтата моментално со оглед на фактот дека не очекуваме некоја голема промена во политиките на ОПЕК, која што може да настане, не можеме да бидеме сигурни, но гледаме дека и понатаму остануваат со веќе утврдените рестрикции на производство, така да за сега од ОПЕК не очекувам да има некоја голема промена на вредноста на нафта, но очекувам тоа да се случи, уште еднаш ќе напоменам, од потенцијален конфликт. И понатаму гледаме дека синхронизирано доларот паѓа кога паѓа и нафтата, затоа што уште еднаш ќе напоменам 4/5 од трансакциите на нафта се уште во светот се реализираат во вредноста на доларот. Значи дека се крајно синхронизирани се уште. Тоа што петродоларот не е обновен од Саудиска Арабија не значи дека преку ноќ ќе престане координацијата, односно корелацијата на цените на доларот и нафтата, така да тоа и понатаму ќе продолжи, но за сега од страна на нафтата, доколку немаме разгорување на конфликтот помеѓу Израел и Блискиот Исток, не гледам причина зашто би имало и растење на цената на нафтата кога ОПЕК не ја менува својата политика. Така да од тој аспект очекуваме вредноста на доларот да продолжи да паѓа. Но имаме и еден друг аспект, а тоа е нормално политиката на Федералната резерва, како што веќе многу пати до сега сме покажале, тоа се двата главни критериуми кои што на некој начин ја условуваат вредноста на доларот. За да знаеме што понатаму ќе прави Федералната резерва, со оглед на фактот дека знаеме дека и понатаму значи каматите кои што истите ги држи на високо ниво од 5,25 до 5,5%, значи се неодржливи, но поентата е да стигнеме до што пониска вредност на инфлација пред конечно Федералната резерва да се одлучи да ги промени овие инфлациони камати. Уште еднаш ќе напоменам. Нема да ги повторуваме затоа што многу пати сме зборувале претходно, погледнете ги видеата за инфлација во нашиот курс за напредна фундаментална и техничка анализа на пазари, каде што сето ова ќе ви биде објаснето, само ќе се задржиме на она што е најбитно, затоа што иначе видеото ќе трае премногу. Сега, во овој дел значи практично разговараме што понатаму со Федералната резерва и нивниот состојок на 31 јули. Веднаш ви кажувам, дури ако се уште моментално се изгледа супер, со оглед на фактот дека инфлацијата направи солиден пат, како коринфлацијата која што постојано е во пат, знаеме дека границата која што е очекувана од Федералната резерва е 2%, што значи дека и понатаму се приближуваме постепено, но знаете дека на крајот едноставно е најтешко овој последен дел од 4 до 2% да го достигнеме, затоа што, како што знаете и сами, значи тоа е оној стики дел кој што се нарекува, каде што треба многу време да помине за инфлацијата да се намали до стапките кои што ги посакува Федералната резерва. Но тоа не значи дека Федералната резерва ќе чека инфлацијата да дојде до 2% за конечно да ги намали каматните стапки по кои што позајмува пари.
што е многу битно, затоа што тоа е почеток на quantitative easing, односно Федералната резерва ќе почне да принта пари наскоро. Има многу фактори кои што го покажуваат тоа. Уште еднаш ќе напоменам, сега за сега сите сме согласни, барем од она што јас го гледам на пазарите, дека ова потенцијално ќе се случи во септември. Прво затоа што инфлацијата и понатаму продолжува да се симнува. Гледаме дека моментално е на 3,3%, се уште немаме нови очекувања за генералната јавност и Trading Economics што очекуваат со оглед на фактот дека ова ќе биде на 14 август, значи имаме уште повеќе од половина месец до овој резултат. Како за кор инфлацијата, која што ни ги опфаќа прехранбените продукти и нафтените средства, нафтените цени, така и за CPI инфлацијата, која што ги опфаќа овие два типа на средства. Со тоа што имавме голем пад од 3,3 на 3% во последната промена, која што беше во текот на јуни, нормално 14 август ја очекуваме следната, за да видиме што се случува во јули, но како и да е, значи првиот притисок кој што го има, значи инфлацијата и понатаму продолжува да се симнува, но се уште водат и дека не се симнува доволно брзо. Но првиот и најголем притисок кој што го имаат е нивната невработеност, односно невработеноста конечно надмина над 4,1%. Моментално следната стапка за невработеност ќе ја добиеме на 2 август. Ако оваа стапка и понатаму продолжи да расте над 4%, тоа значи дека конечно невработеноста излегува од контрола. 4% е стапка до која што Федералната резерва и понатаму цени дека невработеноста е под контрола. Во моментот кога ќе излезе надвор од контрола, што сме го гледале многу пати до сега, што најчесто било буквално момент кога истите променувале од rate hikes во rate cuts, односно од quantitative tightening во quantitative easing, или поедноставно за јавноста почнуваат да принтаат повторно пари, тогаш практично и невработеност излегува од контрола, затоа што најчесто се случува да премногу долго ги држат овие стапки високи, па затоа и невработеноста излегува од контрола и добиваме рецесија. Така да ако не сакаат тоа да им се повтори по не знам кој пат, мораат да почнат што побрзо да ги намалуваат овие стапки, кои што и понатаму се на 5,5%. Да не забораваме дека многу пати до сега сме спомнале и дека ова е директно поврзано со претседателските избори, со оглед на фактот дека моментално Бајден и Байденомикс нема да се направуваат за следниот претседателски мандат. Сега ќе се направува Камила Харис, тоа не го менува фактот дека и понатаму останува политиката која што Бајден до сега ја воведува. Така да не забораваме дека Федералната резерва работи на некој начин во координација со владата во Мурика, почнувајќи со оваа Бајден администрација, каде што за да може истите да победат ќе мораат да направат rate hikes, rate cuts, каде што со принтањето на пари ќе се олесни животот на секојдневниот граѓанин барем малку и ќе можат да се пофалат дека ете наводно економијата работи. Така да мораат да го направат тоа, иако во јули моментално имаме најава дека 94% од испитаниците очекуваат дека нема да имаме намалување, дека и понатаму овие rate cuts ќе останат 5,25 до 5,5%. Во септември веќе имаме сосема поинаква слика каде што скоро 90% од испитаниците очекуваат дека ќе имаме конечно намалување од 0,25% нова каматна стапка. Нас не интересира толку колку ќе биде намалувањето, колку што не интересира дека конечно ќе почнат да принтаат пари. Наједноставно, она што треба да го земеме како заклучок од целата оваа ситуација е моментот кога ќе почнат да quantitative easing, повторно почнува да расте инфлацијата и повторно почнува девалвирање на доларот. Колку повеќе пари во оптек, толку помала вредност има доларот кој што моментално се наоѓа на пазарот, а нас тоа крајно ни одговара и тоа многу пати до сега сме го покажале, затоа што кога ќе ги пуштат овие принтери да принтаат пари, автоматски вредноста на доларот продолжува да паѓа надолу, а ние добиваме практично следен bull market. Нормално ова, како и секогаш ќе го покажеме посебно за нашите нови членови, каде што ќе ги додадеме rate cuts, rate hikes, а тоа е Fed Funds. И можеме да видиме дека секога, барем наједноставен пример е 2018-2017 bull marketот, каде што овде ќе го додадеме и биткоин, за да видите точно како изгледало. Во моментот кога Федералната резерва почнала да ги намалува своите rate hikes и да принта пари, што се случило? Вредноста на доларот почнала да паѓа, а оваа плава линија, тоа е биткоин, почнува да расте. Што значи колку повеќе принтаат пари и ги намалуваат овие стапки по кои што ги позајмуваат тие пари, толку повеќе вредноста на доларот почнува да паѓа. Колку повеќе вредноста на доларот паѓа, толку повеќе расте се, вклучувајќи ги и риск,
risk goods во оваа ситуација, тоа се нели криптовалутите и така натаму дека имате и нели ресурси, се останат, значи буквално акции се почнува да расте. Сега има одека дополнителни причини поради кои што немаат избор и мораат во најскоро време да почнат да принтаат пари, односно да ги намалуваат каматните стапки по кои што позаемуваат средства. Прво и најбитно е фактот дека моментално државата, односно владата во оваа ситуација на Мурика или нивниот трежери, мораат да позаемуваат од целиот свет долари по многу високи камати, што ги направија банките моментално да имаат енормни нереализирани загуби кои што доколку Федералната резерва наскоро не ги намали овие рейт кат, и тоа зборувам драстично да ги намали, не зборувам за еден рейт кат од 0,25%. Тоа нема да смени апсолутно ништо во фактот дека и понатаму голем дел од муриканските банки, погледнете, заедно се негде околу 500 милиарди во загуба, што е повеќе од 10 пати поголемо од загубата која што имале во 2008-2009, а ние ја рачунаме како најголема финансиска криза на, да речем, новото време. Така, замислете колку ќе биде голема кризата ако навистина ова колабира и имаме една банка која што колабирала, наеднаш имате бенкран, луѓето си ги бараат парите назад, а банките ги немаат. Не само што ги немаат, туку се во загуба 500 милиарди. Да не забораваме сега овде ќе испадне уште една поинтересна работа, а тоа е дека дури и Федералната резерва е во загуба 1 трилион долари, затоа што, сега треба да објасниме зошто. Многу луѓето не разбираат како може Федералната резерва на Америка да биде во загуба 1 трилион, посебно со оглед на фактот дека Федералната резерва на Америка може да испринта во било кое време колку пари сака. Сега, каде е овдека проблемот? Проблемот е што Федералната резерва е главниот купувач на долг од Америка. Се разбираме? Значи, во нормални услови, па и во услови на криза, Федералната резерва е таа што купува најголем дел од државните обврзници на Мурика. Погледнете, од 2019, почетокот на COVID, 2020 да речеме, така, па до така речено е овдека би го ставиле 2022 година, за 2 години, они купиле од Америка од 4 трилиони до 8 трилиони. Они ги дуплирале обврзниците кои што ги купиле од Америка со цел да испринтаат пари и да ги дадат на Америка парите да може да ги користи во секојдневната употреба. Односно државата да може да купи тоа што ја е потребно. Каде е овдека проблемот? Тоа се обврзници кои што исто како банките, ги држи Федералната резерва. Проблемот е што? За разлика од обврзниците кои што Федералната резерва ги купувала во 2019-2020 година, сега обврзниците, посебно на краток рок, имаат многу повисока вредност. Односно, проблемот во оваа ситуација е тоа дека Федералната резерва сега не може да ги продаде овие затоа што ќе биде во енормна загуба. Затоа што, како што го објаснувавме фактот со банките, моментално зошто би купиле обврзница на 6 месеци која што има 0,2% добивка, која што вие сте ја купиле во 2022 година, а добра ајде на 2 години да речеме, така, која што има 0,6%, а во исто време може да купите 3 месеци со 5,5% обврзница од Америка, се разбираме. Значи дека нема на кого да продадат. И ако треба да продадат, мора да продадат со голема загуба, за да може барем дел од парите да ги вратат назад. Проблемот е што во оваа ситуација банките ќе мораат да продадат затоа што нема кој да им позајми. Федералната резерва го затвори оној прозор со кој што им позајмуваше една година наназад во моментот на криза кога пропаднаа оние 3 големи банки. Проблемот што не го разбираат луѓето е дека на Федералната резерва не и се потребни овие пари, се разбираме. Она ги реализира овие обврзници само за да извади што повеќе пари од практично во оваа ситуација од оптек. Односно, единствена причина поради која што нејзе и се потребни обврзници е за да може да го направи ова. Ова е М2, тоа е money supply, односно количина на долари која што моментално има на пазарот. Погледнете, истата се движи од 60-тите години само нагоре и за прв пат во 2022 година кога почнаа со rate hikes се намали. Намалувањето е токму тоа. Они ги продаваат практично, значи кога ќе достасаат овие обврзници, ги заменуваат за пари. Парите кои што владата мора да им ги даде назад, они ги вадат од оптек. И затоа гледаме дека има помала количина на пари на пазарот, вуала! Затоа и добивме голем бул маркет во целиот овој период, посебно откако почнаа со rate hikes. Се разбираме? Што значи дека моментално ќе престанат да ги реализираат обврзниците и ќе почнат повторно да принтаат пари. Што значи дека оваа линија ќе продолжи да се движи нагоре и ќе добиеме екстремно добар бул маркет.
Тоа е се што треба да знаете за овој дел, нема да должам премногу, 31 понатаму очекуваме дека тоа е реалноста. Нема да има во оваа ситуација никакво намалување, туку тоа го очекуваме за септември. Сега ќе преминеме на следниот момент, а тоа е S&P 500 и Nasdaq. Значи нема да ги анализираме премногу, веќе го направиме тоа последниот пат, значи и понатаму гледаме цело време нов all-time high со некои кратки, да речам, корекции, но една многу битна работа која сакам да ви ја покажам. Ова што гледате овдека е многу слично на Биткоин, Етериум и алткоини. Односно да ги споредиме овдека со значи трите индекси, каде што ги имаме Total N, Total 2 и Total 3, кои што ги мерат така речено маркет каповите на сите коини, со исклучок на стейбл коините, заедно со биткоин, тоа е Total 1, без биткоин со Етериум тоа е Total 2 и без биткоин и Етериум тоа е Total 3, односно само алткоините. Слично на тоа овдека можеме да видиме и во S&P 500, кој што е практично свеките, сината линија која што е Nasdaq, кои што практично ги содржат, значи во Nasdaq и во S&P 500 се содржат топ компаниите и нивните индекси, се разбираме. И на тој начин практично на овој начин истите имаат толку добра вредност затоа што вие практично инвестирате во кошница од најдобрите компании во Америка, се разбираме. Додека Russell 2000, не Russell 3000, Russell 2000 е еднаков на алткоините, односно Total 3 во криптосветот. Зошто го велам тоа? Овдека можете да видите многу јасен пример на тоа што јас го зборувам. Односно, пример дека Russell 2000 кој што ги содржи од топ 3000 компании во Америка од 1000-то до 3000-то место. Се разбираме, значи оние помалку вредни, да речем не топ 1000 како што во оваа ситуација ги содржат Nasdaq и S&P 500, туку ги содржи од топ 1000 до топ 3000-то место по маркет кап и по индекс, така. Сега, зошто е ова толку битно? Ова ни покажува дека менталитетот и начинот на инвестирање нема никаква разлика од криптосферата до традиционалните извори кога станува збор традиционалните финансии, кога станува збор за најдобрите играчи на пазарот. Односно, исто и овде можеме да видиме дека поголемиот дел од оние кои што финансираат во традиционалните финансии, нормално прво инвестираат во најдобрите компании. Се разбираме, зборуваме за нормално Microsoft, Amazon, нели Nvidia, Apple и така натаму. Додека многу подоцна почнуваат да инвестираат во Russell 2000. Односно, кога тоа се случува? Тоа е оној обрт на капитал, каде што профитот од овие акции, кои што вие сте го добиле, затоа што знаете дека секогаш прво почнува S&P 500 и Nasdaq да расте, па дури потоа почнува да расте Russell 2000, еве прост пример. Значи овдека можеме да видиме нова корекција дека многу порано почнаа да растат Nasdaq и S&P 500, а многу подоцна почнала да расте Russell 2000. Истата ситуација гледаме овдека. Додека имаше раст во првите два индекси, Russell 2000 и понатаму беше во акумулациона зона. Дури сега имаме breakout, конечно во Russell 2000, кога конечно добивме нов all-time high веќе во последните 3 месеци на Nasdaq и на S&P 500. Тоа ви покажува дека тоа е стандардно, тоа не е ништо ново, тоа не е измислено во криптосекторот. Дека она што ние го гледаме пренос од биткоин кон Етериум на капиталот од луѓето кои што веќе добиле профит, па потоа од Етериум кон другите алткоини, е ништо друго освен стандарден начин на размислување на секој инвеститор во било која сфера, па овдека може да го видите и во најголемите компании. Значи, буквално исто од она што го гледавме во традиционалните компании, очекуваме да се случи и во крипто секторот, како и секој бул маркет, и тоа верувам дека ќе се случи баш сега, со успешноста на Ethereum Spot ETF. Многу од вас сега најчесто можеби мислат каква успешност гледа и се продава, така. Значи индексот моментално Ethereum нема некој посебен напредок. Но да ве потсетам дека Ethereum Bitcoin, значи се извинувам, Bitcoin Spot ETF на 11 јаnuари, во моментот кога почна да се тргува Bitcoin Spot ETF, првите 2 недели ние имавме масивни ликвидации од страна на, знаете и сами, Grayscale, односно LGBTC фондот. И тоа ние можеме јасно да го видиме, уште еднаш ќе го покажеме на нашите чартови за биткоин. Односно, ако го погледнеме чартот на биткоин, токму во денот кога почна со тргување во оваа ситуација Bitcoin Spot ETF, можеме да видиме дека имавме буквално 2 недели на ликвидации, каде што значи Grayscale продаваше како да нема утре. Тоа можеме да го видиме и на овој чарт, каде што гледаме дека најголемиот дел од ликвидациите ги направи токму на самиот почеток. Една многу битна работа која што ја споделивме вчера во вестите е фактот дека
Grayscale не поседува толку голема количина на Ethereum колку што поседуваше биткоин. Се разбираме? Че поседува само околу 8 милиарди. Значи дека и не може толку многу да продава. А гледаме дека активно продава, и тоа зборуваме баснословни суми, погледнете. Значи првиот ден продаде 484 милиони, па 326, 346, 356. Не може да продолжи да продава со вакво темпо, се разбираме. Значи тоа може да продолжи уште не знам некоја поема немам недела и пол, две, но јас верувам дека после тоа ќе го добиеме истото што го добивме и на почетокот на Bitcoin Spot ETF, односно масивен скок. Зошто е тоа така? Затоа што во исто време мораме да забележиме дека има солиден интерес од останатите Ethereum Spot ETFs. Што значи дека додека Grayscale продава, поголемиот дел од јавноста купува преку овие ETFs, односно има интерес. Ако овдека имавме само нули, а Grayscale и понатаму продолжуваше да прави дамп на пазарот, тогаш во ред. Значи би се исплашил, така. Но во оваа ситуација ние гледаме дека буквално имаме крајно голем дамп само од Grayscale, додека останатите и понатаму продолжуваат да купуваат. Значи има голем интерес за Ethereum Spot ETF. Сега, верувам дека моментот кога конечно ќе добиеме памп на Ethereum цената, поради тоа што ќе имаме многу повеќе купување отколку дамп на пазарот, што е очекувано, ќе добиеме и солидна алткоин сезона. Уште еден интересен индикатор кој што постојано го следиме за биткоин или алткоин сезона, нормално е самиот алткоин сезона индекс, кој што моментално се наоѓа на 16. Нешто што сме го виделе последен пат во октомври 2023 година. За информација, сите оние кои што моментално следат, октомври 2023 година, ако се вратиме наназад, беше почетокот на масивен памп на сите алткоини кои што не престанаа да растат, погледнете, почнувајќи со биткоин. Овде ако додадеме останатите, значи е сега на неделно ниво, ќе го смениме овој чарт на неделно ниво и ќе ги додадеме останатите алткоини да видите што се случуваше во октомври кога овој индекс беше толку низок со останатите алткоини. Значи еве во октомври, така и тоа 20 октомври некаде, да речем ова е крајот. Или пак крајот на практично во оваа ситуација акумулационото поле кое што гледаме, само што се наоѓам на погрешен дел од чартот. Еве, значи ова е октомври, крај на акумулационото поле кое што го гледавме овдека, октомври 2023 година. Ако овдека ние ги додадеме останатите алткоини, и тоа ќе почнеме од најголемите, па потоа ќе додадеме и некои други чисто да видиме како тоа би изгледало, ќе видиме што се случувало со нивната цена од октомври, кога индексот на еве ќе ставам неколку најразлични од најголеми до најмали, чисто да видиме што се случувало со овие. Нема да ги ставам некои што ептен експлодира, затоа што нема логика. Значи еве ќе ставиме Send, USD, некои кои што и не биле толку успешни како Send на пример, погледнете. Значи ние во моментот кога имавме, погледнете, толку ниска вредност на алткоин сезона индексот, која што била таква, погледнете, значи во целиот практично октомври, уште од самиот почеток, да речем, од 16 октомври па до крајот, еве половина од октомври, така. Погледнете што се случувало со алткоините од тој момент. Еве го тоа. Погледнете. Значи ова е октомври. Гледате што се случило со сите овие алткоини кои што ги ставивме. Ethereum, VET, Send, ADA. Сите направија масовен джамп и тоа, пазете, до март, значи ова беше практично до крајот на пампот кој што го имавме иницијално започнато од Ethereum, од Bitcoin Spot ETF. Тоа ви кажува дека во оваа ситуација, моментот кога конечно ќе имаме повторно скок на Ethereum, во оваа ситуација гледаме дека и Bitcoin се движи во истата насока, јас очекувам дека ќе имаме конечно уште еден почеток на следниот бран на алткоин сезоната, кој што гледаме дека траел од октомври па до март. Исто како што тоа, значи сега добро, имавме некоја корекција, но пак гледате дека високо се движел овој индекс до март. Каде што гледавме дека сите овие алткоини се движеа нагоре. Следното го очекувам да настапи и тоа, овде ќе имаме неколку катализатори. Првиот катализатор ни е нормално успешноста на Ethereum Spot ETF. Вториот катализатор ни е буквално денес, кога потенцијално, значи тоа ќе го кажеме на крајот, еве да не брзаме, че има едно изненадување кој што сакам да споделам со вас на крајот од ова видео. Третиот ни е претседателските избори во Америка, кои што се повеќе и повеќе се загреваат и гледаме се повеќе и повеќе интересираност за криптосекторот, посебно за биткоин од страна на претседателските кандидати во Америка. Четвртиот катализатор ни е септември и почетокот на рейд каст, значи имаме многу катализатори кои што ќе се соберат и конечно ќе добиеме солиден памп како на биткоин така и на алткоините, посебно сега кога имаме веќе солиден период после халвингот, нешто што ќе разговараме малку подоцна во ова видео. Се наоѓаме на неутрална, на некој начин
вредност се уште не сме во екстрем грид, значи имаме вредност со 72 затоа што имаме солиден памп на пазарот во текот на овој ден, но ова најчесто доаѓа од биткоин. Алткоините не се нешто посебно скокнати, но една битна работа која што мораме да забележиме на почетокот на оваа техничка анализа е фактот дека и понатаму се наоѓаме во овој bull flag, за кој што зборуваме уште од март 2024 година. Значи гледаме дека овој bull flag и понатаму се формира и повторно имаме пробив на истиот нагоре. Реализирање на овој bull flag би требало да донесе голем скок на цената на биткоин, нормално и на останатите валути, и тоа е чисто да видите како би изгледало. Значи метата потенцијална за скок од овој bull flag би била негде околу 100.000, погледнете. Значи 100.000 би била следната мета на овој bull flag кој што моментално го обработуваме, со тоа што една многу битна работа која сакам да споделам со вас, а тоа е на месечно ниво, овој тренд кој што го имаме уште од претходниот bull market, погледнете. Значи овој bull market, овој тренд на bull market, погледнете, потекнува уште од 2017 година, кој што бил поддршка на bear маркетот во 2019 година и тоа во два наврати, и понатаму истиот продолжил да биде отпор на bear маркетот во неколку наврати во 2023 година, за конечно да имаме пробив на истиот тренд и корекција до истиот, односно ритест пред да продолжиме нагоре. На месечно ниво ова е повеќе од јасно дека е еден од главните трендови во чартот на биткоин и затоа продолжуваме да го следиме, додека ако погледнеме на неделно ниво можеме да видиме јасно една корекција, втора корекција неуспешна и пробив нагоре над овој тренд. Што значи дека моментално сме буквално помеѓу 70.000 кои што гледаме дека е крајно јака психолошка бариера уште од претходниот bull market, па и во овој, и конечно пробивање на истиот би значило и full blown bull market, но на неделно ниво тоа гледаме дека е многу возможно. Зошто го велиме тоа? Значи MACD од неверојатни 90 поени се коригираше до под нулата, каде што конечно добивме солидна корекција, каде што сигналната и базичната линија се прекрстие нагоре повторно. Ова е зелената точка која што гледаме овдека. RSI, сток RSI достигна апсолутна нула. За конечно да се придвижиме нагоре, че ова беше онаа корекција на bearish divergence која што гледаме овдека и локалниот врв во два наврати. Конечно е завршено, гледаме дека и RSI и сток RSI се во на некој начин не толку висока вредност. Гледате, претходно беа вредност од 90, а сега се на вредност од 60 и во оваа ситуација 48. Така да имаме простор за движење нагоре. Уште еднаш ќе напоменам, да се има доста јаки бариери, првенствено самата 70.000 бариера која што гледаме дека е крајно тешка за пробивање на биткоин, како и горната граница на bull market на Bollinger Bandот, но под нас ги имаме сите средни вредности на Market Cipher како поддршка, како и нели позитивни индикатори во однос на RSI, сток RSI и MACD. Додека можеме да видиме дека исто така направивме корекција и до bull market support bandот. Значи ова е многу битна вредност, претходно многу пати сме разговарале за истата, посебно во претходните bull маркети, каде што сме кажале дека успешно коригирање над bull market support bandот и корекција од истиот значи почнување на следниот bull market. Без разлика дали е 2021 или пак е 2017-18, истата ситуација е сегде, погледнете и сами, значи успешно коригирање над bull market support bandот, успешна корекција од истиот, нормално не една, туку неколку, ќе не доведе до следниот bull market. И тоа го гледаме постојано, истото го гледаме моментално и во чартот кој што го испитуваме. Така да нормални се корекции до bull market support bandот, на тој начин практично доаѓа до оладување, да не биде прегреан чартот, затоа што погледнете колку се оддалечивме bull market support bandот, така да враќање на чартот до bull market support bandot е крајно позитивно за нас, посебно кога гледате дека имаме толку големо стеснување на Bollinger Band. Зошто го велиме тоа? Секогаш кога имаме вакво стеснување на Bollinger Band, имаме екстремно движење во една или во друга насока, со оглед на фактот дека се наоѓаме во bull market, очекуваме тоа да биде во нагорна насока. И имаме еден куп катализатори, така да само прашање на време кога ќе видиме екстремно експлозија во нагорен чарт. Повторно, овдека ги исклучуваме Black Swan настаните од типот на војна, од типот на шок на пазарот на нафта, не знам, некои природни непогоди. Значи овдека зборуваме за сега, моментално, секојдневни услови на пазарот, кои што уште ќе напоменам, верувам дека би донеле со многу позитивно движење на биткоин нагоре. Истото можеме да го видиме и од нашето следење на лайков акумулација, која што се уште е рано за да можеме да почнеме да зборуваме за дистрибуција, а со тоа и да зборуваме за лов на врв. Значи се уште се наоѓаме во овој најдобар дел, каде што јас верувам дека сме буквално на првата корекција
од овој маркап ефект, каде што ова што го видовме е само стандардна корекција за придвижување во следниот скок нагоре. Зошто? Овие корекции секогаш ги користи човекот позади завесата, ако сте читале што е Wyckoff, ако сте читале што е неговата логика позади овој механизам и нормално ако сте ги следили нашите видеа, каде што детално го објаснуваме ова, човекот зад завесата се големите играчи, односно китови и во оваа ситуација веќе институционални инвеститори, кои што го прават ова со цел за да ги исплашат луѓето кои што купиле и за да ги купат овие средства пред конечно цената да продолжи да експлодира нагоре. Така да она што постојано го слушате на пазарот каде што луѓето ви кажуваат дека weak hands ќе бидат shaken out, тоа е буквално тоа. Значи моментот каде што имаме експлозија, луѓето губат надеж затоа што мислат дека ова е тоа, сега ќе се врати назад цената, практично представува ништо друго освен класичен shakeout на луѓето кои што не се доволно цврсти или не се доволно посветени на ова добро пред цената да продолжи нагоре. Досега ова пати сме го гледале многу пати, знаете и сами тоа сме го вработувале на нашиот чарт веќе неколку пати, гледано наназад, значи имавме ист тип на акумулација и дистрибуција во вториот дел од бул маркетот во 2021 година. Верувам дека ќе добиеме нешто слично и во овој момент сега, но пак ќе кажем ова е само уште еден показател кој што ни покажува дека пред нас се добри денови. Иако ова лето беше стагнација, тоа не значи дека пред нас не доаѓаат добри денови, а допрва ќе дојдат добри денови за алткоин инвеститорите. Сега, друга битна работа која сакам да споделам со вас е ова постојано ќе го правиме техничка анализа, а тоа е напредокот од халвинг. Односно можеме да видиме како изгледа цената на напредокот од халвинг во 6,76% во секој претходен циклус. Каде што можеме да видиме дека после халвингот најчесто имаме стагнација на цената. Значи без разлика дали е хоризонтална или пак сме имале солидна корекција или пак ќе кажам хоризонтална, ние и понатаму имаме нестабилност и на некој начин стагнација на цената на биткоин после секој халвинг, што е сосема очекувано, посебно поради до сега дампот кој што го имавме од мајнерите кои што нормално сега веќе треба да го продаваат биткоин многу повеќе затоа што успеваат да ископаат дупло помалку биткоин во секој нивни работен ден нормално. Така да во оваа ситуација не гледам, се извинувам одека само момент, во оваа ситуација не гледам ништо невообичаено за овој чарт. Значи гледаме дека се ногаме традиционално како и во останатите циклуси, каде што цената буквално стагнирала во овој дел, пред конечно добиеме експлозија нагоре, што е уствари најдобриот дел од бул маркетот кој што ни предстои. Истото можеме да го видиме и во план B, тоа е практично оној да можеме да видиме како се одвива, да речем, циклусот во плава во црвена боја, каде што плава во црвена боја уствари самиот халвинг. Каде што можеме да видиме дека секогаш после халвингот имаме одреден период на стагнација и корекција. Истата ситуација, така. Само што е малку појасно овдека и може да видите дека буквално црвениот дел најчесто е стагнација и корекција пред конечно го добиеме овој жолт портокалов дел, каде што ќе имаме банана движење, односно движење на овој чарт нагоре. Дополнително, овдека можеме да видиме уште еден интересен чарт кој што доста ни помага да видиме каде се ногеме, а тоа е овој канал во кој што се движи цената на биткоин уште од самиот почеток. Погледнете. Значи, буквално се движи во самиот канал во целиот овој период, каде што, како што кажавме, значи, придвижување до долната граница на каналот е сосема нормално и тоа го добивме. И гледаме дека секое придвижување до долната граница на каналот, дури кога испаднала цената од него малку, е проследено со скок нагоре. Така да ова е сосема нормално и очекувам дека ова е уште еден показател кој што ни покажува дека се движиме во правилна насока и дека добри денови се пред нас. И сега ќе погледнеме некои дополнителни индикатори кои што ги следиме постојано, кои што исто така ни даваат некоја подобра слика на тоа каде се ногеме, со тоа што на крајот имаме една многу битна најава за денешниот ден. Значи, ево го Rainbow Chart, гледаме дека историски секогаш кога се наоѓа во сина до зелена територија е најдобро време за акумулација, а гледаме дека и понатаму чартот се наоѓа во сина до зелена територија, што значи дека допрва ќе добиеме скок. Значи, историски гледано се наоѓаме во најдобриот дел. Исто, MVRV Z-Score, што уствари представува кога цената на биткоин е пред цената или под цената, можеме да видиме дека се наоѓаме на вредност од 2 од апсолутни 10, каде што после 6 веќе влегуваме во оној бабл територија, а се наоѓаме доста далеко од сето тоа. И овдека исто така би го ставили Nupl. Моментално можеме да видиме дека Nupl, односно практично чартот на емоции, се наоѓа негде помеѓу оптимизам и белив. Односно се наоѓаме пред најдобриот, како што кажав јас, банана дел, кој што историски можеме да видиме дека, значи погледнете,
кога сме се наоѓале помеѓу оптимизам и белив, сме се наоѓале буквално во овој дел. Пред самиот најдобар скок. Значи, претходно, да речеме, еве и во овој се оптимизам и белив, буквално се наоѓаме пред скок во оној голем дел на еуфорија, се разбираме. Така да ние буквално се наоѓаме во истиот тој дел пред скокот кој што се очекува и според емоции, чартот на емоции. Така да, значи, многу работи ни покажуваат дека добри денови се пред нас, само треба малку трпение, тоа не дека ќе биде утре, значи дека се движиме во правилен правец. И уште една битна работа, а тоа е Bitcoin hash rate, кој што повторно направи all time high. Зошто е тоа битно? Затоа што најчесто Bitcoin hash rate паѓа после самиот халвинг и тоа солидно. И моментално гледаме дека многу брзо, значи за разлика од претходните, многу брзо се опорави и гледаме дека истиот е повторно на нов all time high, значи дека се повеќе и повеќе луѓе се приклучуваат на мрежата на Bitcoin майнинг. Зошто е ова битно? Затоа што имаше фат од типот дека ете сега е неисплатливо, многу од майнерите ќе се откажат, што значи дека hash rate ќе падне. Испада дека тоа не е вистина, затоа што знаете и сами дека hash rate алгоритмот се прави adjustment во однос тоа колку майнери има онлайн и според тоа прави алгоритмот да биде полесен или потежок за решавање. И за крај, многу битна вест, денеска ќе биде говорник дедо Трамп. Повторно, немам никаква љубов кон типот, типот е само обичен капиталист, но многу подобар за нас, за разлика од останатите ретарди во Мурика. Така да денеска истиот ќе говори на Нешвил Биткоин конференцијата и нешто што сите го очекуваат е истиот да најави потенцијално правење на Биткоин стратешка резерва доколку истиот биде избран за председател. Ова е крајно битно затоа што знаете и сами дека Америка поседува повеќе од 1% од вкупниот биткоин, што значи дека ако истиот него продаде, тоа е крајно позитивно за нас, затоа што видовте што се случи кога Германија со многу помала количина на биткоин почна да продава на пазарот. Така да тоа е голем фат, дури и да не е толку страшно за цената, ќе биде од страна на тоа што ќе имаме голем фат. Така да ова е крајно позитивно, значи прво за адаптација на биткоин, со оглед на фактот дека најголемата економија во светот го прифаќа биткоин да биде резерва на низината економија, а второ затоа што истиот во оваа ситуација ќе направи да нема дамп од биткоинот кој што веќе го поседува американската држава. Така да ова е крајно позитивно, значи се надевам дека ќе се случи, затоа очекувам денеска цената на биткоин да продолжи да расте, не само јас, туку и многу останати. И верувајте ми, главниот катализатор денеска е токму ова. Говорот на Трамп на биткоин конференцијата во Нешвил. Во исто време, нели, како и секогаш, за крај би сакал да ги доставам овие неколку информации до сите оние кои што гледаат нашиот канал. Оние кои што се нови, погледнете го ова видео на врвот на нашиот канал со цел да ви стане јасно каде и што да барате на нашиот канал. Се во однос на материјата која што ја поседуваме може да најдете во ова видео. Се што барам од вас е за нашата напорна работа, гледате некогаш добивате дури по 2 видеа во истиот ден, да ни помогнете ова да го доставиме до што повеќе македонци. Идејата на каналот е бесплатно да доставиме до што повеќе македонци да бидат практично описменети во финансии, економија и блокчейн технологијата и да знаат како солидно да инвестираат на пазарот. Значи, уште еднаш, идејата во целата оваа ситуација е токму тоа. Да помогнеме на што повеќе македонци да научат што повеќе за овие полиња кои што може да им го променат животот. Така да помогнете ни со лична ваша препорака доколку ви се допаѓа ова што го работиме или со наједноставно кликање на лайк, шер, сабскрајб кои што помагаат многу на алгоритмите на овие платформи да ги споделуваат нашите содржини до што повеќе македонци. Во исто време во дескрипцијата на секој видео може да најдете содржина за тоа што се зборува видеото, да не мора да го гледате цело, може да отидете од дел во дел кој што ви е најинтересен нормално. Може да ги најдете нашите социјални мрежи кои што би препорачал да ги заследите затоа што објавуваме многу повеќе информации од видеата, нели, сето она што моментално се случува тековно во економијата и крипто и нормално нашите резервни канали на Odyssey и Rumble, како и за крај, значи овде ќе имаме и неколку блокчейн адреси и нашата апликација Купи ми кафе, кои што се наменети доколку би сакале потенцијално да ни помогне. Сега во оваа ситуација не ни помагате нас, туку доколку сакате да не почестите едно кафе за она што го работиме, сето тоа ќе биде понатаму дадено повторно назад на македонскиот народ во однос на донации каде што е потребно. Тоа веќе го направивме во 2 наврати, транспарентно, покажавме се што сме добиле, се што сме пратиле во овие добротворни организации, ќе го направиме повторно во иднина кој ќе има собрано доволна количина на средства. Ви благодарам, се гледаме во утрешното неделно специјално видео и поздрав од Крипто Гемиџија.